Според информации на Телма, анализите на ЕСМ покажуваат дека ако ја продаваат својата струја по цена од околу 70 евра за мегават час во следниот период, компанијата нема да работи ниту со добивка, ниту со загуба, туку ќе биде на нула. Државните електрани направените пресметки утре ќе ги испорачаат до владата, која пак на затворена седница ќе одлучува по која цена ЕСМ во следните 6 месеци ќе ја продава својата струја на Евана Хоум. Во моментот мегават час чини 56 евра. Од тоа каква ќе биде цената на ЕСМ, најмногу ќе зависи какви сметки за електрична енергија ќе плаќаат граѓаните до крајот на годината. И кога се правеше претходната корекција, пресметките на ЕСМ покажуваат дека 70 евра за мегават час е реалната цена за продажба на струјата од државните електрани. Во меѓувреме регулаторна ги разгледува пресметките од останатите енергетски компании кои ги доставија уште минатата недела. МЕМО бара зголемување над 80%, електродистрибуција над 30%, а МЕПСО бара зголемување на цената на својата услуга за над 50%. Но што од барањата ќе биде прифатено, а што не регулаторна допрва ќе утврдува. Од Комисијата за Телма искоментираа дека доколку во пресметките на МЕПСО се вкалкулирани зголемените плати и ненаплатените долгови од трговците со струја, тие нема да бидат земени предвид при формирањето на новата цена на струјата која треба да биде објавена до 20 месецов. Се анализира во кој период од денот ќе може да се користи ефтината струја. Планот е да биде 2 часа. Според спекулациите во енергетските кругови, најверојатно дневната ефтина струја ќе биде во периодот од 13 до 16 часот, но сите детали околу оваа поволност ќе се знаат за околу 2 недели. Ефтината дневна струја се враќа, но од друга страна, владата најави и ревидирање на ДДВ-то за електрична енергија од сегашните 10 на 18%.